Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Венко Филипче повторно ја потценува интелигенцијата на граѓаните. Од медиумите вчера можевме да видиме дека на повидок има нов скандал за централизација на стерилизација во Министерството за здравство. Скандал помалку или повеќе сличен или идентичен на тендерот за реагенси кој пропадна инаку вреден тогаш 35 милиони евра. Скандалот со тендерот кој вчера го објавија медиумите за централизација на стерилизација на клиниките е во моментов активен и трае до 21 мај, а тендерот е во вредност од 13 милиони и 700 илјади евра. Главното прашање е кој близок до власта ќе го добие овој тендер и во чиј џеб ќе завршат овие пари на граѓаните. Тендерот по овој терк е планиран да воспостави монопол во наредните 15 години за стерилизација и сервисирање на клиниките. Од тука би сакале да поставиме повеќе прашања до владата и до Венко Филипче. Дали ова е уште еден тендер по ист принцип на тендерот за реагенси? Дали се свесни Венко Филипче и СДСМ дека со овој принцип на централизирано стерилизирање, постои можност да се доведе до прашање здравјето на граѓаните? Планирано е целата опрема што ќе се стерилизира да се превезува до клиниките и болниците со возила и од тука постои можност дополнително да има опасност од инфицирање бактерии. Експертите коментираат дека на овој начин дури 5 пати ќе се зголеми цената на стерилизацијата, сето тоа ќе се плаќа од парите на граѓаните, а услугата сепак нема да е на ниво. Исто така постои можност да се поскапи цената на услугите за здравството за граѓаните. Апелираме и повикуваме веднаш да се стопира овој тендер и да се отвори поширока јавна расправа, за да се тргнат сите сомнежи во моментов. Венко Филипче е подготвен за чистење и за метла. Оставката му е неизбежна, додека пак институциите ги повикуваме да ги следат сите чекори на Филипче и Министерството за здравство, за да може да биде спречен уште еден огромен скандал кој што е на повидок. Ова е тендерот, објавен е и го има и во електронска форма. Благодарам.